Почитувани, сакаме да реагираме на лажните конструкции кои во јавноста ги пласира ВМРО-ДПМН. Постои пракса кај владеачката партија да создава, манипулира и пласира лажни информации, пред се изјави кои ги вади од контекст, со цел да го дискредитира и нападне политичкиот противник. Со лажните конструкции, ВМРО-ДПМН прави се, само не она што и е работа. Со класична злоупотреба на медиумите, врз кој има контрола, и на организациите кои би требало да се независни, владеачката партија извртува тези и пласира конструкции во обид на јавноста да ја представи поинаква вистина. СДСМ ќе посочи денес 3 примери преку кои ВМРО-ДПМН извршила класична манипулација со пласирање на неточни тврдења. Прв пример. Изјавата на Стево Пендаровски, каде зборува за политичка одговорност на владеачката коалиција и укажува на конкретни мерки кои таа коалиција треба да ги преземе, ВМРО-ДПМН го обвинува претседателот на Советот за безбедност и НАТО интеграции дека наводно обвинил за полициско насилство врз демонстрантите и за користење на палки. СДСМ кажува дека не само што не изнал такво тврдење, туку Пендаровски воопшто не го спомнал зборот палки во својата изјава. Пример 2. Пресконференцијата на Зоран Заев, на која говори за подобрување и обновување на фасадите во неговата општина со цел подобрување на енергетската ефикасност и заштеда на енергија. ВМРО-ДПМН му измисли изјава дека го поддржува проектот Скопје 2014, пазете само затоа што го спомнал зборот фасада. Укажуваме дека Заев и СДСМ никогаш нема да го поддржат проектот, што представува непродуктивно трошење на народни пари и кој може да има и криминална заднина. Пример 3. Еден коментар на Фейсбук на Наташа Савова Салковска, која лоцираше одговорноста за нарушените меѓуетнички односи во владеачката коалиција, предизвика цела манипулативна кампања на ВМРО-ДПМН, злоупотребувајќи ги при тоа и организациите како Бедем и полицискиот синдикат, кои по правила на нештата би требало да бидат независни и непартиски институции, со извртување на тези дека СДСМ поддржува насилни демонстрации и покрај фактот што СДСМ секојдневно повторува дека дава целосна поддршка на институциите и дека не поддржува улично насилство. Само јас на оваа говорница тоа 2 пати го имам изјавено. Наместо ние ВМРО-ДПМН да ги соочиме идеите, предлозите и решенијата за излез од длабоката економска и политичка криза, и наместо тоа да ни биде борбата, ВМРО-ДПМН избра поинаков начин за дебата преку лажни обвинувања, извртување на тези и најопасното измислување на факти. ВМРО-ДПМН наместо да се фокусира на тоа што е работа, да ги извади од сиромаштија стотиците илјади граѓани, сите своји ресурси ги користи за пресметка со политичките неистомисленици. Најопасно во конструкциите и манипулациите е што Груевски ги злоупотребува медиумите кои ги има под контрола, но и синдикатите, здруженијата и останатите организации кои по својата природа треба да се независни. Очигледно е дека Центарот за комуникации на ВМРО-ДПМН се претвори во центар за лаги и манипулации. Ние оставаме јавноста да суди кој што кажал и кој што излажал. Наша обврска е сите овие лаги да ги евидентираме и документираме, за кои кога тогаш некој ќе мора да понесе одговорност. Благодарам и повелете со прашање доколку имате. Може едно прашање на темата? Апсолутно. Господине Петров, како го коментирате петушното одлагање на директорот на Генезис комуникации во седиштето на СДСМ? Дали тоа има поврзано со последните информации изнесени во јавноста дека Центарот за комуникации на СДСМ го презема Генезис? Прво, на вашето прашање можам да одговорам, не би сакал да верувам дека будно се следи кој влегува и кој излегува во СДСМ. Тоа е работа на СДСМ. Во СДСМ доаѓаат многу луѓе и ние пиеме кафе и разговараме со многу луѓе со кои имаме нормални човечки релации. Уште едно прашање. Повелете. Имавте изјава дека за доброто на Македонија би го отстраниле војнот на конј. Како тоа ќе им помогне на граѓаните на Македонија?
Па нема подобар пример за мојот прес од ова прашање вие што го поставувате. Значи, што има подостоинствено и почовечки од тезата која во моето интервју во Вести јас ја изнесов, дека прво, СДСМ со почит ке се однесува кон се што е изградено. Второ, дека нема да рушиме ништо, дека во уривачка акција нема да влеземе. И трето, на прашањето дали за доброто на Македонија сме спремни да го тргнеме Александар, тоа беше прашање на новинарот, за доброто на Македонија сме спремни да направиме се, вклучително и тоа. За оваа држава гинале луѓе, цели фамилии, се вложиле за државата. Какво е прашањето? Што е подостоинствено и почесно од тој одговор?